2 години од страотната автобуска несреќа кај селото Ласкарци, во која загинаа 16 жители на Гостивар и околината. Тагата и болката по загубените човечки животи се уште се големи. 13 февруари 2019 во меморијата на гостиварци останува запишан како мрачен и трагичен датум. 2 годишнината од несреќата се одбележа со положување на цвеќе на местото на кобниот настан. На иницијатива на повеќе спортски клубови под покровителство на општина Гостивар се организира и меморијален марш, кој годинава поради временските прилики е во скратена форма. 13 февруари 2019 година, за жал во местото кај што стоиме, починаа 16 граѓани генерално на општина Гостивар, имаше и од општина Врапчиште. Ние одлучивме денеска само да дојдеме, да го одбележиме овој ден, дека не сме ги заборавиле, дека не сакаме никогаш да се повторат вакви трагедии и да покажеме дека овие трагедии треба да ни бидат поука за понатаму, се со цел да не се повторат никогаш. Тоа е накратко, ние ќе продолжиме со еден марш кој што ќе започне од Патарината во општина Гостивар и ќе продолжи во центарот на градот. Сакаме да испратиме порака до сите надлежни институции да превземат мерки, да вакви трагедии уште еднаш не ни се случат во оваа држава и да ги сензибилизираме сите учесници во сообраќајот. Сакам да му се заблагодарам и на градоначалникот Арбен Таравари и на општина Гостивар за финансиската поддршка, за моралната поддршка и за целата логистика. Сакам исто да им се заблагодарам на секторот за внатрешни работи во Тетово, кои ни дадоа дозвола да го реализираме овој марш. Жителите на Ласкарци по несреќата беа првите кои притрчале да помагаат во спасување на повредени патници од автобусот. Тие велат дека со тага се сеќаваат на лошиот настан и сметаат дека на местото треба да се подигне спомен обележје во чест на жртвите. Треба да има спомен бележи тука, да секоја година секој што ќе помине да посети да ги посети овие тука што се деше на овој момент, на оваа трагедија тука што беше. На денешен датум пред 2 години, автобусот на Дурмо Турс кој тргнува кон Гостивар од Скопската автобуска станица во 16 часот и 15 минути со 51 патник, излета од коловозот, ги проби банкините, падна и се преврте на стариот дел од патот. Згаснаа 16 човечки животи, а голем дел од патниците беа повредени. Во случајот обвинети се 6 лица, 3 се товарат за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, а 3 за соучество во истото дело. Судскиот процес кој се води пред Основниот кривичен суд во Скопје се уште трае. Се очекува да влезе во завршна фаза следниот месец.